Здраво, драги мои! Во Вадис? Во ова издание на мојата емисија на Единствена Македонија, за Единствена Македонија што го праваме еднаш неделно, мислам дека ова ќе ми биде најнеизвестното моје излагање кое го имам, бидејќи, како што знаете, јас ги следам исклучиво светските настани и ви ги пренесувам, колку што јас успевам со она што го гледам, слушам и читам. Морам да кажам дека ја не сум геополитички образовно поткован, но моето искуство е толку големо и акумулирано од луѓе кои многу подобро ја познаваат оваа проблематика, многу подобро. И нивниот начин не е тоа само што ми кажале за да разберам, туку начинот на кој ги анализираат работите и слоевитоста да ги согледаш ситуациите што се случува. Бидејќи во реалната политика имаш една сфера каде што се изгледа, да речеме, јасно, прецизно, еднолиниски, праволиниски, но за тоа стојат многу работи. Скриени игри, дипломатија, сива еминенција, говор на тело, психолошка војна, медиумска војна, зошто е кажано, тајмингот, и тоа се работи сега на кој ќе им придадеш значење. Кога ќе направиш некаков баланс, а тоа е многу тешко, ретко кој тоа успева да го направи, неколкумина се можеби у свет кои се врвни аналитичари и они грешат. А камоли нашиве босанско, балкански, македонски, ние уствари немаме аналитичари, ние имаме коментатори на ситуацијата до предејане. Од предејане натаму тоа ништо не се разбира. Зошто? Затоа што е обемно, бара многу време, многу труд. Мене ми е задоволство да го следам. Особено последниве 7-8 години од доаѓањето на Трамп наваму, научив доста за, верувајте дека можеби имаат најкомплициран изборен систем на гласање во свет, имаат Соединетите Американски држави, како и тие, нели, која држава, каде ќе победиш, не е тоа вкупниот глас, не one man, one vote, него победува во една држава, и сега таа држава колку носи електоријални бодови. И се една држава беззвезда носи 10, некоја голема носи 2. Тоа е така поставено и може да се преанализира, и кога ќе се собере све, резултатот тогаш се добива кој победил на изборите. Таа битка е многу тешка и влегува во конечното финале. Доста работи ги кажав, доста работи ги анализирав. Она што ме секира во овој момент е како светот ќе реагира на ова. Дали странскиот фактор ќе дозволи ескалација на состојбата, а ставене во таква ситуација, ставени се русите. Германија ќе постави ракети од среден дострел, што значи дека првпат од студената војна наваму Германија ќе има ракети кои ќе можат да стрелаат, да ја погодат Москва. А тоа значи дека дека Германија станува легитимна цел. Германија сакаше тоа да го избегне. Но не е тоа завршена работа, затоа што народот во Германија се свестува, и социјалдемократите кои апсолутно, како и демократите во Соединетите Американски држави, во Канада и во Австралија, го туркаат светот во војна, само за да останат на власт, верувајќи дека ако светот гори, они ќе си бидат заштитени, а нивните лудаци и будали се грижат за тоа дали ќе ги нарекуваш со вистинскиот пронаунс, тој, таа, тоа, ит, дали е машко, дали е женско, и тоа се најбитните работи. Но за тоа и стои една голема работа, голема афера која се заташкува во Соединетите Американски држави, а тоа е педофилијата на Епштейн. Не е ни прва, не е ни последна, да, но кој е вклучен таму, тоа е страшното. Се додека се демократите на власт,
чат пат ќе се одглуми нешто дека е некој осуден. Епштејн е мртов. Како нашиот кој се удавил сам у кофа, нели? Не е само тоа, работата е дека подготвени се до пеплосување на собствената држава само да останат на власт. Знаете на кого ме потсеќа? На СДСМ. СДСМ дозволи да биде поразена вака, за да групата која е сега на власт ја преземе власта од партијата, затоа што таму имаше, нели, јужно крило, северно крило, источно вакво, такво, онакво крило, и дозволија да се пеплоса државата за да они ја владеат партијата. Зошто? Затоа што тоа носи пари. Лукративни, какви државнички, какви патриотски работи. Така и во Соединетите Американски држави влегува во последниот финиш. Ја веќе го имам и преведено последното обраќање во подкастот на Џо Роган на Доналд Трамп, кое просто експлодира. 3 часа човекот брилјантен. Јас сум еден од ретките кој држал континуирани, скоро на неделно ниво, долги интервјуа со голем фокус, не толку од моја страна, толку од гостите, политичари, ретко кој не паднал. А Доналд Трамп е и во години, но покажа јасна, прецизна и концизна мисла. Тоа е едниот шамар до оние што се обидуваат да го омаловажат, иако имаат председател кој е буквално греота и кутар човек. Камала Харис паѓа на многу нивоа, особено на тоа што вика имаме лоша ситуација со границите, ја кога ќе дојдам ќе го средам тоа. Имаме лоша економија, ја кога ќе дојдам ќе го средам тоа. И тоа поминува и сега само едно се прашуваш, ало бе, па ти си на власт до сега. Зошто не е средено? Зошто не преземеш? Зошто треба да те изберам за да го средиш? Што си бре ти? Шилегов? Ке. Пе 4 години помина уке, ништо нема. Ситуацијата е многу подраматична таму, затоа што таму што ќе се случи и како ќе заврши, ќе го почувствуваме сите ние. Знам, многу ми навикаат, баш ми е геле што ќе се случи таму, но што ќе се случи таму, ќе има одек и во Русија, ќе има одек и во Кина, ќе има одек во севкупната економија. И тоа колку ќе биде добро или лошо за нас ќе видиме. Она што ме секира е сега како ќе изреагира Иран, како ќе биде Северна и Јужна Кореја и како ќе бидат кинезите со Тајван. Ако сега пред избориве во оваа критична недела, изборите се за 10 дена, 10-15 дена, се поведе некој голем конфликт и се воведе драматична воена ситуација, која може целиот свет да го дигне на високо ниво на готовност, во таква ситуација, во Уставот на Соединетите Американски држави, изборите се одложуваат. Сега, кому одговара да се одложат изборите? На демократите. Зошто? Затоа што губат. Од кај знаат? Затоа што многу поддржувачи, отворени поддржувачи медиумски, на демократите, изјавија последниве денови дека никого нема да поддржат. Такво нешто, например, Вашингтон Пост го нема направено од 80-та година наваму. Тоа покажува, дали беше Вашингтон Пост или Нью Йорк Пост, не ме фаќајте за збор. Сакам да кажам едни од оние режимски новини кои секогаш држеле своја политичка партија и страна. Тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент е што муслиманските лидери излегоа на сцена со Доналд Трамп. Пази, муслиманските лидери се тешки за манипулација. Но што нив ги натерало после толку време, држејќи се на страна, бидејќи нели Камала
демократите, они поддржуваат све, само не американци. Зошто не се преклонија? Зошто му дадоа поддршка и на Доналд Трамп? Имаат они некои сознанија? Имаат. Све ова со медиумиве и со ова е сознанијата на анкетите кои реално говорат дека тоа ќе биде резултатски како што беше во Македонија, како што изгуби СДСМ, а победи ВМРО, така ќе биде со републиканците во Соединетите Американски држави. Енорно ќе победат, бидејќи ова се реалните анкети. Но што може да се направи? Дали ќе има флагрантно кршење на изборните резултати, дали ќе има намерно создавање немири внатре и надвор, бидејќи ако надвор има некоја драматична ситуација која ќе покрене, да речеме, нуклеарна закана, изборите се одложуваат. Многу тешка, многу мачна, многу напната недела. Републиканците ги имаат изборите, добиени им се. Само треба да се верификуваат. Сега ќе видиме колку ќе има лажење, крадење и манипулирање. Бидејќи само тоа им остана. Ете, тоа е од мене се за оваа недела, драги мои пријатели и пријателки. Кво вадис, се надевам дека ќе биде многу порелаксирана во идното издание на Единствена Македонија.